Сервисите на Google во образованието. Google Classroom. Со Google Classroom наставниците можат да креираат виртуелни училници во кои тие може да додаваат различни материјали за изучување на еден предмет, да му задаваат задачи на студентите или учениците и истите да ги оценуваат, да креираат квизови за одредени теми кои што се изучуваат. Google Meet. Друга алатка која што може да се употреби во образованието е Google Meet. Тука наставниците може да креираат виртуелни средби со родителите, студентите или пак учениците и да дискутираат на одредени теми, да споделуваат презентации од нивните екрани, видеа и други материјали доколку е потребно нешто да се прикаже на таа средба. Google Forms. Како трета алатка може да се употреби и Google Forms. Оваа алатка им овозможува на наставниците или професорите да креираат одредена форма која што ќе помогне за да се направи евиденција за тоа дали некој ќе присуствува на некој настан или пак квиз со кој ќе се оцени знаењето на учениците или студентите. Google Drive. Како четврта алатка може да се употреби и Google Drive. Тука наставниците може да креираат фолдери во кои што ќе бидат поставени соодветни материјали, фолдер со резултати од испити, документи во кои што може да имаат колаборација со учениците и други наставници. Дополнително Google Drive е доста погоден за студенти кои што изучуваат некои полиња од информатичката технологија. Па тука тие може да ги поставуваат нивните големи семинарски работи и задачи кои што не ги собира во еден мејл дополнително. Тука наставниците или професорите може да поставуваат и аудио и видео лекции. YouTube. Како петта алатка би ја издвоил YouTube. Тука наставниците може да поставуваат видео лекции, соодветно организирани во лист. Gmail. Како шеста алатка се издвојува Gmail, неа наставниците и професорите ја употребуваат за комуникација помеѓу нив и учениците или студентите.